системот не е поставен активен на територија на цела држава. Под кои услови се одлучува дека таму ќе биде поставен ваков радар? Кои се техничките спецификации кои што на пример у закон утврдени, таму на вакви локации каде што има 3 ленти мора да има таков систем на секој 500 метра. На пример тоа е јасно дефинирано каде треба да има ваква камера и ваков радар. Во законот ние тоа го немаме. Сега произволно се ставаат камери и произволно се ставаат радари. Може има некој план некаде нешто, меѓутоа тој не е во закон. А чим не е во закон, значи дека постои основа за дискриминација. Според кои критериуми ние ќе знаеме дека на оваа улица која се прави ако има 4 ленти, таму ќе има камери. Не постојат критериуми за тоа каде се поставува овој систем. А ако не е поставен на територија на целата држава и да важи за сите еднакво, онда не може да биде нееднаквост е дискриминација и автоматски е неуставно. Значи законот треба од корен да се промени сега. Треба критериуми и мора да се констатира во законот како ќе се известуваат граѓаните кои што се казнет. Преку безбеден протокол со 100% сигурност дека ќе стигне до секого казната снимена на камера. Затоа што сега се поаѓа од претпоставка дека сите имаат смартфони, ама не е задолжително сите да имаме смартфони. Задолжително е на пример сите да имаме адреса на достава. И како ќе бидеме сигурни дека до некого е стигната казната или не? Може некој постар човек, повозрасен, па нема мејлови, нема смартфони, нема ништо. Ќе ги влечете по судови, по извршители, по вопона. Они луѓето нема ни да знаат. Многу е проблематичен аспектот на заштита на лични податоци. Кој гарантира за заштита на моите лични податоци? МВР гарантира. Бидејќи го гарантира МВР, тоа подразбира одговорност на министерот за внатрешни работи. Или конкретно треба да биде специфицирано овој е одговорен за личните податоци, или се подразбира дека министерот за внатрешни работи одговара.